Знаете, нас не обвинуваат за еленитизам. Голема карта на Македонија, на една книга има голема карта на Македонија, меѓутоа таа карта е нацртали британците, не сум ја нацртал јас. Тоа се наоѓа во секој архив во Британија, во Германија, во Франција, и тоа сега нас не обвинуваат они за еленитизам, а тие карти се наоѓаат во сите архиви. Тоа е оваа книга, мора да ја покажеме. И сега од еднашка они нас не обвинуваат, вие правите еленитизам со картата, дури еве. Тоа е оваа книга, дури пишува кој е авторот, внатре дека не е Тоа книга е интересна, потоа што има документи, мислам, кај што ја напишав. Што не се објавени од Македонија, туку од тие се британски документи, кај што недвосмислено човекот го пуштиле во Грција, претходно го брифирале во Каиро дека оди во Грција, каде што се зборува само грчки и живеат само грци. Го пуштаат за несреќа во Лерин, човекот слегнува таму, зборува грчки, никој не му одговара. Човекот вика, влегол во светот на македонците. Живеа со македонците 8 месеци. Дека тие не се ни грци, ни бугари, ни хрвати, ни срби, тие се македонци. И човекот недвосмислено, и тој на крајот кажува, лапсус на историјата е што немаат своја држава. А тој вика, ако ме прашат мене лично, и јас сметам дека тие треба да бидат обединети. Сега тоа не може грци да му обвинуваат мене за ередитизам, кога тоа го пишуваат британци. Дури еден британец таму бара дури 120.000 македонци за да се реше проблемот да се иселат од Грција. Да излезат затоа што гледа дека тоа представува проблем. Пропагандата на Грција низ врз нашите луѓе таму е огромна со години. Дури се вели дека ако некој се кажал дека е македонец, нема да можел да учи во подоброто училиште, нема да можел да се работи. Тоа е од основањето на грчката држава, не од сега. Читајте го Данфорд, например. Таму еден македонец од Лерин е тепан од полицијата затоа што на магарите му викал чуш. Оти тоа чуш му звучело македонски. Тоа македонскиот конфликт од Данфорд го имате. Така, и ден денеска некој од нив се плашат да зборуваат. По цело литро рицинус им давале ако слушнале дека некоја фамилија збори македонски. Па диктатурата на Метаксарскога е за тоа со години, тоа не од сега, тоа конзистентно е кај грчката држава тоа. И покрај тоа што светската јавност ги предупреди и меѓународниот суд дури им кажа дека не ги почитуваат малцинствата, Видете, таа тема ако се отвори, тоа е болното прашање за Грција. Сомнежот е кај нив, не кај нас. Ние знаеме кои сме. Бидејќи, видете, проблемот е што никој пат на македонецот не му давале сам да се определи кој е. Сите не попишувале они што мислат. На крајот од Отоманска империја имате грчки пописи, бугарски пописи, српски пописи. Нема попис од македонците. Македонците кога сами се определувале, значи уште во 1760 кога отишле на украинскиот фронт таму, они се определуваат себе како македонци. Кога емигрантите од овој простор одат во Америка, во Австралија, себе си се пишуваат македонци. Меѓутоа, секогаш другите се обидувале да кажат не, вие не сте тоа. Вие сте тоа што ние сметаме дека сте. И без да знаат ги шкртале. Многу документи изворни каде што сами се определиле македонци дека се македонци, подоцна се од силните држави, соседите, поништувани бидејќи го руши митот за нивните нации. А нациите, знаеме, се создадени после Франска револуција. Тоа е, Андерсон вика, тоа е замислена заедница, тој концепт на политичка нација. Балканските земји сакаат да кажат дека не, нациите се етнички категории, затоа ние ќе правиме етничко чистење, да создадеме чиста нација. И сега вие ако почнете, ја тоа сум го кажал неколку пати, треба да сватите дека во тој поглед ние како Македонија во овој регион сме најсилни. Бидејќи каква била комплексноста на населението уште во Отоманска империја, таква и денес. Сите идентитети се сочувани. И сме дозволиле тие идентитети не само да обстанат, да се мобилизираат и политички да се представат. Напрете вие хипотетична ситуација, замисли како ќе функционира грчкиот парламент, кога сите идентитети во Грција би се политизирале и би влегле во парламентот. Чамите, милиони нешто се албанците што живеат во Грција. Кога ќе влезат турците, помаците, власите, македонците. Замислете како ќе изгледа грчки парламент, дали уопште ќе има грчки парламент, кога сите тие идентитети ќе влезат, или исто и со Бугарија. Тука сме ние најсилни. И затоа они го знаат тоа, страниците вика Македонија сепак изгради мултиетнички модел.
И тука е стравот од соседните држави да не успее овој модел. Тоа се вика во науката страв од позитивен пример. Што ако некој ги убеди еден ден грците да го практикуваат македонскиот модел? Или ги натера. Што ќе стане со Бугарија ако бидат принудени да ги практикуваат нашите искуства? Мислите ќе опстојат такви држави? Тука е стравот. Така. Тука е проблемот кој се јавува сега сомнежот во самата грчка, бугарска нација кои се создадени во други услови, кога немало човекови права, немало меѓународни институции, можеле да вршат и преселби, и колежи, и геноциди, асимилации, и они тоа го постигнале. Меѓутоа, во денешно време, кога постојат какви такви стандарди меѓународни, кога постои Amnesty International, Хелсиншки парламент, кога постои извештај на State Department, Страсбург, како немаат? Па само пишуваат и зборуваат, ништо не има. Стравот е голем, бидејќи видете. Стравот е голем затоа што кај нас стално се спомнува тој Букуреш. Букуреш не важи. Готово. Готово заврши, бидејќи делот што бил во Србија сега е самостојна држава. А другите делови што се земени од соседните држави се веќе заедно, обединете се. Пиринска и Егејска Македонија се обединете и во НАТО и во Европска унија. Сега е стравот што ако и матицата се спои сега со тие два дела од Букуреш што се поделени и тука станува паника. Значи не зборуваме за територијално, туку за напротив дека тогаш ќе можеме веќе национално да се територијата губи значење. Губи значење, да. Што им фали сега на германците што живеат во Европска унија, а се во Белгија, Франција, Холандија имат некаков проблем? Немат. Секаде си зборат германски, си ја негуваат својата традиција, меѓутоа тоа на Балканот е ерес, тоа е недозволиво. Бидејќи тогаш се создава доминото кој ќе почне и ги руши нациите кои се создавани во 19 век. Знаете, тука е стравот. Да не се залажуваме. Името не е проблем. Проблем е народот, проблем е нацијата, македонската нација, проблем е македонското малцинство, што рече Иванов. Проблем е македонското малцинство таму, другите малцинства што живеат во Грција. И уште е нешто, името Македонија обстанало, Македонија кога немало држава, па денеска у македонска држава формирана, не дај Боже да го изгубим името, тоа ќе биде катастрофа. У држава формирана држава, без држава сме успеале да обстоиме као Македонија, сите не именувале као Македонија, како што кажува, значи без оно државата, институциите ја прават нацијата. При формирањето. Ние без тие институции обстојало тоа помагаат. Да, обстојало тоа име Македонија, македонци, сето луѓето се чувствувале различни од другите. Ние никогаш не сме биле своји, ама земете ги документите од востанијата, после Берлински конгрес 1878 имате Разловечко востание, имате привремена влада единство, па тоа 1880, 79, 80, 81, секаде они себе си се прогласуваат како македонци. И што е, видете, најинтересно, тоа сум го кажал и на други емисии, они се повикуваат како потомци на античка Македонија. Пази, тоа е... Ама тогаш 1880. Тогаш во 18 век тоа беше национал романтизам и сите нации кои се создава се повикуваа на минатото, особено оние кои што имаја да се. Не, сакам да кажам дека стоела таа свесност тогаш. Меморијата живеела како меѓутоа денеска тоа е анахроно. Денес се случува кај нас и тоа значи за мене не само што е анахроно, туку е штетно, затоа што испаѓа дека ние сега се формираме како нација и ги користиме тие методи од 18 век, дека не сме формирани. Тука малку е професор Коева, јас сум родена во една Македонија, која што низ историјата секогаш била Македонија. Мене не ме интересира дали со текот на времето оваа Македонија е истата онаа што била до Пакистан или пак била некоја помала, меѓутоа факт е дека овој простор од секогаш го носи името Македонија. Зошто јас не би била Македон? Не, сме го сочувале тој топоним, многу топоними, многу имиња се изгаснати од антиката. Македонија опстанала. Сочувале. На Балканот само Македонија и Далмација, тоа се две земји кои што ги носат античките имиња на Балканот. Македонија и Далмација, сите други имиња се после со декрет. Например, грците кога ја создаваа државата,